во среда на 20 јануари да се појави пред анкетната комисија јавно да сведочи. Дополнително, донесло патрови писмо до господинот Трајко Велјановски да на тој ден не закажува пленарна седница на собранието, за да може да биде исполнет условот, предвиден во договор пред анкетната комисија и содржањето на Никола Груевски да биде пренесено во живот. Само на овој начин ќе се создадат услови анкетната комисија за незаконитото престичкување да продолжи со работа, откако беше блокирана од страна на војното прекуване. Јавноста знае дека Никола Груевски во МРОДПМН најголем проблем има со вистината и со правдата. Но, успешната работа на анкетната комисија за незаконитото престичкување е заедничка опуска од договорот препоџено, која што мора да биде спроведена во целост. За криминалот и корупцијата на власта во изминатите 10 години, граѓаните очекуваат одговори и одговорност, а не тајни сослушувања, скриени од очите на јавноста. Но место да се крие за затворени врати и да бегат граѓаните, Никола Груевски има обврска да дојде на јавна седница да одговори сите прашања. Благодарам за овој прашање. Господин Шелегов, велите има обврска да дојде на анкетната јавна да сведочи. При изгласувањето на деловникот за работа едногласно беше усвоено каде што во деловникот стои можност и ако сведок одговара затворена седница. Тоа решение е предвидено и духот на тоа решение е предвидено за некои од сведоците и експертите кои што пренесуваат и изгласуваат класифицирани податоци. Не е нормално, нити е политички исправно председател на влада на Република Македонија, председател на МРОДПМН и Кралјашката партија на Република Македонија да се крие од јавноста. Негова морална, етичка, политичка одговорност е да одговорите поврзани со скандалот со престичкувањето ги даде јавно пред целокупната македонска јавност. Не да се крие за одредбите одговорните на анкетната комисија. Анкетната комисија не е формирана само за да се каже дека постоела анкетна комисија за скандалот со престичкувањето. Како Социјалдемократски сојуз на Македонија и јас како председател на анкетната комисија нема да дозволам да биде анкетната комисија само штитирана како исполнета обврска. Таа мора да исполни својата суштина, како што всушност својата суштина мора да исполнат сите обврски преземени од политичките партии со склучување на договорот. Стана ли уште многу нејасноти зошто го повикува да се prezeme? Нашата идеја е таа анкетна комисија да добие своја суштина. Токму затоа една од суштините Никола Груевски не се крие од јавноста. Никола Груевски срамно одговараше, можете да видите во денешното му излагање, како одговараше на анкетната комисија. Читаше 14 пати едно ливче во кое што одбегнуваше да одговори за прашање врзано со прашањето со содржината на објавените престичкувањето европски договори. Кажуваше дека тие разговори биле дел од материјали кои што биле со решение на Основен судскиот съд прогласени за незаконити и нема намера на тоа да продава. Околку се тоа неговите одговори, тоа би требало да му биде целокупната македонска јавност. Вие кажете и пристапна седница дека ако не доаѓа премиерот и другите јавно да се дошак нема да закаже седница, дали мислите дека би било потребно за да се покаже тоа што вие го кажате дека сте како совршено по-отворени и сега да се призна вистината, иако ме други го доаѓаат во извештај на оваа комисија да стои дека истото го правила господинот Заев, дошол да сведочи јавно. Значи, дали тоа дава шанса тоа што вие го браните дека сте отворени и дека сакате пред јавноста да призна вистината, тоа го правите преку повикување на сведочење јавно на господин Заев. Значи, тоа е подзет. Сведочењето на Никола Груевски, кој што беше тајно, беше по превозот на деловникот за работа на анкетната комисија. Кога требаше да сведочи следниот сведок Зелен Ставлевски и кажа, тоа сведочење на Никола Груевски беше 14 пати прочита 5 реченици. Барем да ги научеше на памет, ги читаше.
14 пати ги читаше. Немаше за сходно ни да го научи на памет тоа да го говори. За господинот Зоран Ставлевски пред неговото сослушување, бидејќи беше исто така поднесено барање за затварање на седмицата, јавно ви соопштивме прашањето. Целокупната македонска јавност можеше да чуе кои се прашањата, тоа што треба да му бидат поставени на господинот Зоран Ставлевски и дека нема причина, давајќи одговор на тие прашања, нити се класифицирани податоци, нити е нешто тајно. Завршено нема причина таа седмица да биде завршена, таа е затворена. Нема да послужиме како параван за бегство на Никола Груевски и Роман Роман Роман. Господинот Заев, само се извинам, господинот Заев е спремен веднаш после јавното сведочење на Никола Груевски во среда, ако собере крал ще се појави во директен пренос на Слободнискиот канал да сведочи пред целокупната македонска јавност. Господинот Заев ќе биде присутен и ќе биде разговор со безбедноста. После тоа ќе можеме да нормализираме работата на анкетната комисија и да ја завршиме. Другите беа во посета, не можеме да направиме во посета на Куспецка, да самите граѓани кажаа дека гласава на седмите за Македонија. Новата најава постапка со тоа што доколку се дадени документи законски да бидат мишлени. Сметате дека Куспецка не може да биде проблем на следната Она што го прави говорот доцна не и со денешната точка на седмицата, тоа е формирање на анкетната комисија за наводната патика за Атени, не е ништо друго, освен обид да се дефокусира македонската јавност од суштината на прашањето, а тоа е вашето прашање. Факт е дека во Република Македонија во избирачкиот список има луѓе кои што табу не треба да се наоѓаат. Факт е дека државните институции биле организатори на тој криминал. Факт е дека тие луѓе добиле живеалиште во државни станови. Тоа не било возможно. Значи, тие луѓе, како што е познато, не ги исполнуваат основните законски услови да добијат лична карта, бидејќи немаат жителство во Република Македонија. Секако обид за дефокус на македонската јавност во смисол на формирање на некаква нова анкетна комисија е токму ова, за да луѓето не ја разберат суштината на проблемот со класификувањето на лични карти. Фалсификатот во Република Македонија, односно незаконитото издавање на лични карти, го организирало Министерството за внатрешни работи во соработка со другите државни институции и очигледно носители на други државни институции. Годна војна помошна прашање. Така да се работите групи и за другите и за Денеска во 15 часот да може да разговарите за други. Има можност, има како се Одлучувана на состојба која што беше запрена некаде пред новоличните пазици. Зоран Заев е смртно исплашен да дојде и да сведочи пред анкетната комисија за скандалното слушвање. Следен наред да биде испрашуван пред анкетната комисија, а согласно неговите изјави јавно, е господинот Зоран Заев. Јавно го повикува од денес до 31 јануари, термин кој што е назначен како траен за оваа анкетна комисија да финализира со извештај, да одбере датум и време во кој што ќе дојде и ќе одговори на многу прашања кои што не засегаат нас како пратеници, меѓутоа и целокупната македонска јавност. Од денес до 31 јануари нека одбере господинот Зоран Заев термин, датум и време кога ќе дојде да сведочи пред анкетната комисија. Тоа е согласно деловникот за работа на оваа анкетна комисија и согласно одлуката за нејзино формирање. Се останато што беше споменато од страна на мојот колега Шилегов е класична манипулација, се со цел да исполни желбата на Зоран Заев, а тоа е тој никогаш да не се појави пред оваа анкетна комисија. Зоран Заев е смртно исплашен од анкетната комисија, Зоран Заев е смртно исплашен од вистината, Зоран Заев е смртно исплашен од избори, Зоран Заев е смртно исплашен од војата на народот. Благодарам. Смесите ли вие дека Груевски ништо не кажал на комисијата дека што тврдеше? Апсолутно не е точно тоа дека Никола Груевски ништо не кажал. Имавме цели 4 часа во кои што сите пратеници, членови на анкетната комисија, имавме можност и ги поставивме сите прашања кои што сметавме дека се релевантни во поглед на скандалното слушување. Јас на вистина жалам што дел од колегите од опозицијата не ги искористе доволно своите минути, термини кои што ги има на располагање, да прашаат се оно што ги интересираше при таа средба, меѓутоа тој е нивен избор. Ние како пратеници најодговорно гледавме на таа
седница на анкетната комисија и сите прашања кои сметавме дека се релевантни за овој скандал, му ги поставивме на премиерот Никола Груевски и за тоа добивме одговор. Дали проценувате дека прашањата што ги имаме одговорите што ги добивте беа сериозни и вистински така што? Одговорите беа соодветни на прашањата кои што ги поставивме. За жал не можам да навлегувам повеќе во детали бидејќи тоа е затворена седница и се она што ја кажам за затворена седница согласно процедурите во собрание света за тајна. Дали е наистина како што позицијата го тврди дека премиерот прочитал писмо кое што го пишал адвокатот и во тоа говори? Пак ја повторам, не можам да навлегувам во она што беше предмет на расправа на седница на комисијата, за жал мојата култура и безбедносна и државничка не ми дозволува да ги прекршувам законите по кои јас треба да работам. Значи се она што беше прашано од наша страна беше одговорено. Иако, дали проценувате како пратеник што се избира, како така викате, од народ, а не лично поединци, премиерот треба исто така како што барате и господинот за другите јавно да сведочат и да знаат истината цела држава, цела јавност. Јавноста ќе Не знае скрием. Дали мислите дека мора јавно да се Видете, суштината на анкетната комисија е на крајот на нашата работа да излеземе со извештај кој што ќе го презентираме пред јавноста. Во тој извештај ќе бидат содржани сите оние аспекти и елементи од оваа афера кои што треба да ги дознае јавноста. Затоа премиерот Никола Груевски беше повикан, согласно процедурите за одлекот тој дојде, значи дојде пред нашата анкетна комисија и сведочеше. Даде одговор на сите прашања. Јавно го повикал господинот Зоран Заев, уште еднаш од сега до 31 јануари, кога сака, во кој период, кој ден, нека дојде и нека сведочи пред нас пред комисија. Има многу прашања кои што треба да одговори. Треба да сведочи и јавно или? Тоа е негов избор. Значи, ако тој одлучи да следочи тајно, ние тој е негов избор кој почитуваме, бидејќи тоа е согласно головникот и одлука за формирање на оваа анкетна комисија. Господин Сазов, може да се толкува како еден вид ултиматум од председателот на анкетната со доставувањето на писмото, особено и до председателот на собранието, да нема седница на собранието еден? Видете, господинот Шилев до сега покажа дека не знае да ги почитува законите, дека не знае да ги почитува одлуците, дека не знае да ги почитува сите акти кои што во собрание ги носи и не ме чуди што тој продолжува таа пракса. Факт е дека Петар Шлегов до сега го прекрши и деловникот и ја прекрши одлуката за формирање на анкетна комисија, со тоа што своеволно, произволно по негова желба закажува седници, своеволно, произволно по негова желба прекинува седници, своеволно, произволно не дозволува на седници да сведочат пред анкетна комисија и своеволно и произволно надвор сите процедури и правила наметнува начин на работа на оваа комисија што ќе признаеме дека не е пракса во ниту една друга демократска држава.